Почитувам колега Поцков. Велите сме барале во рок од 50 дена од новата влада да ги реализира капиталните инвестиции и да изгради 50 километри автопат како што, не знам, било ветено. Воопшто не бараме нешто преку ноќ, меѓутоа од новата влада бараме да не ги прекинува капиталните инвестиции финансирани од буџетот и да не ги кочи капиталните инвестиции кои што се во тек на реализација, кои што се изведуваат преку јавните инфраструктурни предпријатија. Автопатите Кичево Охрид, автопатот Миладиновци Штип, гасификацијата, експресниот пат Прилеп Градско, експресниот пат Штип Кочани, да не ја кочи изградбата на клиничкиот центар, да не ја кочи изградбата на нов водоснабдителен систем во Гевгелија на крај. Буџетскиот дефицит велите дека доколку сме биле ние на власт, во пресред на локалните избори ќе сме ги реализирале капиталните инвестиции и ќе сме го пробиеле. Ами и 2016 заврши со избори во декември, ама буџетскиот дефицит беше понизок од проектираниот. Значи не е точно тврдењето. Меѓутоа, која е логиката да ги прекинете капиталните инвестиции, а буџетскиот дефицит и планираното задолжување да биде поголемо од планираното? Околу минималната плата и системот на правичност што ќе го донесе таа, зборев со министерот пред некој ден и ги посочив, ги знаете и вие добро, стопанските субјекти во оние гранки кои што имаат пониски плати. Во Гевгелија, например, најголем дел, да не кажам повеќе од 3/4, имаат повисока плата од 12.000 денари. Кажете ми кој систем на правичност ќе го донесе минималната плата, кога државата ги субвенционира само оние стопански субјекти кои што не исплаќаат плата над 12.000. Кој е тој систем на правичност? Не ми е јасно на мене. За некој државата да биде мајка, за некој маќа. Кажувате активни мерки за вработување и затоа се иселиле, вие ќе сте воведеле, предвидени се, не знам, 9 милиони евра, па активни мерки за вработување имаме 2-3 години назад, колега Поцков. И тоа не е нешто ново, тоа не е нешто што го измислила владата предводена од СДСМ. И кога зборите за иселување и за невработеност, прочитајте го, а јас ќе ви го цитирам. Страна 2 од воведот на ребалансот на буџетот, тука на нас предложен од вашиот министер за финансии Драган Тевдовски. И сега ќе цитирам. Приватната потрошувачка во првиот квартал порасна за 2,7% во најголем дел како резултат на расположливиот доход на домаќинствата во услови на раст на вработеноста и платите во економијата. Тоа не го вика ВМРО ДПМН, него вика министерот за финансии од СДСМ. А впрочем и статистиката кажува дека невработеноста падна од 38 на 22,9%. Меѓутоа, убаво потврдува, добро е што потврдува, затоа што вие имате некоја скепса во стапката на невработеност. Добро е што потенцирал вашиот министер за финансии дека станува збор за раст на вработеноста. Е тука ако најдете мана, а вашиот министер за финансии тоа го потврдува, не знам, вие треба, значи, во СДСМ да се усогласите околу многу работи кои околу оваа, дали вработеноста растела овие години наназад или не растела. Вот и вашиот министер за финансии дека потврдува дека расте. Околу 300.000 луѓе живеат со 50 денари на ден и често ваша спомнувана флоскула враќање на средната класа. Сега, тоа може би е лична перцепција, ама повеќе флоскула, нели, за да се нападне ВМРО ДПМН како политичка гарнитура која што ја практикуваше власта во овие 10 години наназад. Меѓутоа има релевантни статистички податоци кои што кажуваат нешто друго.
Тие кажуваа дека бруто домашниот производ по глава на жител најрелевантен показател за економската моќ во една држава, во евра, по глава на жител, по човек, 2005 под 2500 евра. 2016 4500 евра. Скоро дупло. Сега не знам што да споредуваме. Околу неравномерната распределба на приходите и тоа ваша флоскула, мислам на СДСМ, често спомнуване и вие што викате дека 300.000 луѓе демек живеат со 50 денари на ден, има еден најпризнат коефициент за распределбата на приходите и за неравномерната распределба што викате вие, јазот меѓу богатите и сиромашните, го спомна и министерот за финансии пред некој ден, ама не кажа како по години се движал. Се вика Джини индекс, Джини коефициент. Сега пред 2010-та немаме податоци за тоа што Република Македонија до 2006 и немаше и меѓународно споредливи показатели за движењето во економијата. 2010-та бил над 40%, ама 2015 е веќе 33%. Тоа е доказ за политиките на владата на ВМРО ДПМН, кои што се повеќе насочени кон поддршка на оние со пониски приходи и што значат скратување на јазот меѓу богатите и сиромашните. Дали е тоа доволно, дали е тоа идеално? Не. Меѓутоа тоа значи еден позитивен тренд, еден позитивен исчекор благодарение на тие политики. А вие со онаа враќање на средната класа се уште како да не сте ресетирани од поранешниот систем. Благодарам.